Младите од Прилеп се организираат во обезбедување на помош на оние на кои што таа им е најпотребна. Денеска младинската организација при средното училиште Ѓорче Петров, во соработка со ученички од парламентот основното училиште Добре Јовановски, организираа хуманитарен турнир во баскет и одбојка, а средствата кои што се собираа во кутии за донација ќе бидат наменети за лекување на 2-годишниот Марко од Прилеп, кој што боледува од Ангелман синдром, еден од најретките во светот. Марко има големи потешкоти во неговиот развој. На турнирот учествуваа над 200 деца од сите средни училишта од градот, кои што се надеваат дека ќе бидат пример и за учениците од другите градови. Ние како млади треба да ја градиме нашата иднина, така што љубезноста треба да представува нашиот говор кој што го зборуваме, а додека разбирањето, врската која што ќе не поврзува сите заедно. Сметам дека со овој позитивен пример ќе помогнеме и ќе мотивираме и останатите училишта во другите градови да организираат вакви настани, затоа што токму младите сме ние кои што треба да бидеме меѓу првата линија кој што ќе помага да се спасат животите на наши млади сограѓани. Благодарноста ја изразуваме сите ние членовите на младинската организација при средното општинско училиште Ѓорче Петров, со елан да продолжиме да чекориме и понатаму по патот кон целта, која впрочем е секогаш различна. Денес се пробудивме со синонимот на несебичноста, пожртвуваноста и хуманоста, мајка Тереза. Не сме сите створени да правиме големи работи, но затоа можеме да правиме мали работи со многу љубов. Инаку 2-годишниот Марко се уште не оди ниту пак зборува и не ги разбира неговите врсници наредби. Има чести бубрежни инфекции поради што му се направени 4 хируршки интервенции. Родителите надежда ја гледаат во преседување на матични клетки во Турција, каде само првиот третман чини 19.000 евра, а потребни се најмалку 3 третмани. Ние, како представнички на ученичкиот парламент во Општинското училиште Добре Јовановски, сме благодарни за соработката и се надеваме дека ќе се соберат донациите за помош на малиот Марко. Донациите се собираат за 2-годишниот Марко за да му помогнеме кој боледува од ретка болест. За да ја победи таа болест треба да отиде во Турција да се лекува, а лекувањето кошта 19.000 евра. Претходно, ваква хуманитарна акција беше организирана помеѓу учениците и професорите од двете училишта.